а сега следува линковско вклучување. Вистинско време е да го напуштиме студиото и да одиме некаде надвор. Еве ја гледате на линк и во кадар нашата Ивана. Линковско вклучување од надвор. Заедно со незе ќе биде актерот Роберт Ристов, а ќе зборуваат за фестивал на комедија Гола месечина, кој што ќе се случува во аеродром. Ивана, добро утро. Добро утро, Ирина, до тебе. Поздрав и до сите гледачи. Ве поздравуваме од општина Аеродром, поточно од паркот на авиончето, каде што токму вечерва тука започнува 12-тото издание на меѓународниот фестивал на комедија, насловен Гола месечина, и ќе се одржува во наредните 3 дена или се до 13 септември, што поточно ќе има можност публиката да види под отворено небо. Ова утро ќе разговарам со актерот Роберт Ристов, кој што е еден од селекторите на овој фестивал. Роберт, ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки ве за 12-то издание на театарот, односно на фестивалот Гола месечина, кој што секако е од театар комедија, во соработка со театар комедија и општината Аеродром, што ќе има можност публиката да погледне вечерва на отварањето на овој фестивал на комедија. Добро утро и најпрво благодарам за одвоениот простор, за да можеме да го промовираме почетокот на овој наш фестивал и секако програмата. Вечерва на самото отварање ќе ни настапат нашите колеги од Бања Лука, од Босна и Херцеговина, со представата Брачно советувалиште. Утре вечер ни гостуваат колегите од Шабац, од сцена Маска, со представата Вонбрачна комедија. За нас почнува живот, е третата представа во режија на Дејан Пројковски, тоа се македонците кои што може да ги погледнат третата вечер, и четвртата и последна вечер од фестивалот. На таа вечер ќе бидат гостите од Хрватска, театар Керекеш, од Вараждин, Ива и Глорија, представа која што на неколку фестивали веќе освојува награди. Мислам, не само таа, туку и дел од претходно наброените представи, се наградени представи. Така што мислам дека нудиме на убава програма која што ќе ги засме нашите гледачи, и нека биде ова една покана да дојдат од вечерва и да во паркот Авионче, затоа што ова е епицентарот на театарот моментално во Скопје. Да, она што ќе се случува секако во овие 4 дена тука, многу смеа и дружење. Вие втора година сте селектор. Како е да тешко ли беше да се одберат представите кои што ќе имаат можност да се представат овде? Јас сам леприн да надополнам дека последната вечер Бојан Велевски ќе има свој стендап шоу, стендап комедија. Тоа ќе биде оне половина час кога ќе си купат на време, значи луѓето од жири комисија за да може да одлучат за наградите, и веднаш после тоа последната вечер ќе бидат доделени наградите. Сега како е да си селектори, како се избра оваа програма, значи многу внимававме на тоа да самите представи да можат да се одиграат на оваа помала сцена, ова е сцена која што нема чиги, нема ротација, и избиравме представи кои што се адаптибилни на овој простор, и се разбира главниот адут на овие представи е актерската игра, отворената енергија и големиот талент на сите тие актери кои што ќе учествуваат. Да, 12-то издание на фестивалот. Од каква значење е постоењето на ваков тип на фестивали под отворено небо и за актерите, па и за публиката? Ова е еден од оние фестивали кои што 12 години обстојува, тоа значи дека општината има потреба и се виде квалитетот на овој концепт да се донесе
театарот Малтене, што би рекле во дворот, односно во паркчето пред зградите, во дворот на граѓаните на општина Аеродром. Пубаво тоа имали, да биде бесплатен фестивал, од друга страна да се донесат представи од регионот, да се направи споредба каков театар правиме ние, каков тие, да се погледнат звезди, актери кои што од телевизијата, од филмовите од регионот што им се познати на наши венери посетители, така што мислам дека од големо значење и дај Боже да ни трае овој фестивал и да ни расте. Да. Така, јас ви посакувам успешно 12-то издание и секако ви благодарам за одвоеното време, а исто така верувам дека и жири комисијата ќе има и тешка задача за тоа кого ќе одбере за да биде награден на овој фестивал. Сигурен сум во тоа затоа што имаме навистина квалитетни представи. Благодарам на одвоеното време. Благодарам, Роберт, и јас на вас. Ќе ги поканим уште еднаш сите љубители на театарот, сите љубители на комедијата да присуствувате овде во паркот на Авиончето од денеска па се до 13 септември. Почетокот на представите е во 20 часот. Влезот е бесплатен, така што сите сте поканети и дојдете да уживате во многу смеа и секако во добро дружење. Благодарам, Ивана, за ова твое линковско вклучување. Поздрав до тебе и секако поздрав до Роберт.